Македонскиот суперлигаш Радовиш ги започна подготовките за пролетниот дел од сезоната, со цел да ја поправи својата форма и да обезбеди опстанок во Суперлигата. Од денес стартуваме подготовки за новиот дел, каде е утврден планот за тренинг, значи каде ќе се тренира по 2 пати дневно, значи така ќе биде до кај 21-22 јануари. Потоа ќе следуваат некои пријателски утакмици за пред се да се изброси формата на екипата, да се спремат самите играчи и со реновирање на спортската сала, значи како што гледаме, да се подобрат условите пред се за тренинг, каде и ние како тренери заедно со управата и играчи ќе бараме подобри резултати и се надевам дека на крајот ќе ја оствариме и нашата зацртана цел, тоа е опстанок во лигата. Тимот се раздели со неколку играчи, меѓу кои Иванче Ончев, Филип Талески, Роберт Миланов, Виктор Марковиќ, Марко Стојанов и Јован Ѓоргиев. Сепак клубот веќе обезбеди нови засилувања кои ќе го подобрат квалитетот на играта. Либанскиот голман Хусеин Сакар, турскиот левбек Хамза Фалах, египетскиот десенбек Калид Махмуд и кружен напаѓач Томче Трајчевски, кој доаѓа од екипата на Прилеп, а не се исклучува можноста за уште едно до 2 засилувања. Па видите, значи за подигане квалитетот во самата екипа мора да има засилување, тоа е факт, така функционираат сите екипи. Јас можам да кажам дека во екипата на РК Радовиш моментално има 7 играчи кои потекнуваат од Радовиш и кои дел од нив се носители на самата игра, значи овде е капитенот Постолов, овде е десното крило Филип Тројанов, значи пикерот Ристи Атанасов, голманот Александар Ристов. Има деца, Костадин Ѓоргиев. Реално, значи, тоа што е во Радовиш ракометари во клубот. Единствено може да кажам дека овде не е Јован Ѓоргиев, кој на мене ми е жал што не е со нас, меѓутоа поради неговите работни обврски тој не е во можност да биде доволно ангажиран и на тренинзи и на утакмици. Радовиш го заврши првиот дел од сезоната на последното место со само еден бод без победа. Клубот сега влегува во пролетниот дел со нова енергија. За Радовиш најважен приоритет е опстанокот во Суперлигата, а контролните средби ќе помогнат да се темпираат силите пред продолжението на сезоната. Да, договорени се моментално само 2 пријателски утакмици кои ќе бидат во периодот од 25 и 28 јануари. Работиме на тоа да договориме најмалку уште 4-5, што мислиме дека ни биде потребно доста повеќе пријателски, затоа што ни е потребно игрување на екипата со оглед на тоа дека имаме доста нови играчи на кои ќе се потребни надпревари за да постигнеме едно ниво на игра која ние како тренери го посакуваме, каде сите ќе дадат својот максимум и ќе одиграат својата улога која ние ќе ја доделиме. Пролетниот дел Радовиш го отвара против Тиквеш во Кавадарци.